Време е за најновите информации од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. Што сега одбележа денешниот ден ќе погледнете веднаш по најавите. Јас сум Катерина Нацева. Останете со нас. Зголемен бројот на работниците во индустријата во септември 2017 година споредено со истиот период минатата година. 120 крвни единици собрани на крводарителската акција по повод 9 ноември во организација на мотоклубот Носачи на крстот и општина Велес. Полумаратонска и рекреативна трка во чест на денот на општината Велес 9 ноември во организација на Советот на млади на општина Велес. Според Државниот завод за статистика, индексот на работниците во индустријата во септември 2017 година во однос на септември минатата година изнесува 103,3%. Индексот пак на бројот на работниците во индустријата во периодот јануари-септември 2017 година во однос на периодот јануари-септември 2016 година изнесува 101,5%. Валентина Михаловска ги има деталите. Индексот на работниците во индустријата во септември 2017 година во однос на септември минатата година изнесува 103,3, објави Државниот завод за статистика. Бројот на работниците во секторот рударство и вадење на камен во септември 2017 во однос на септември 2016 бележи опаѓање од 0,5%. Во секторот преработувачка индустрија пораст од 3,8%, а во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација опаѓање од 1,2%. Според главните индустријски групи, бројот на работниците во индустријата во септември 2017 во однос на септември 2016 бележи пораст кај интермедијарни производи, освен енергија, за 9,2%. Капитални производи за 14,9% и трајни производи за широка потрошувачка за 1,2%, додека опаѓање бележи кај енергија за 0,7% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 2,1%, објави статистика. Индексот на бројот на работниците во индустријата во периодот јануари-септември 2017 во однос на периодот јануари-септември 2016 изнесува 101,5. Продолжуваме на истата тема. Индексот на индустриското производство во септември годинава во однос на истиот месец минатата година изнесува 100,3%. Според Државниот завод за статистика, според главните индустријски групи, производството во септември 2017 година во однос на септември 2016 година бележи пораст кај енергијата и капиталните производи. Индексот на индустриското производство во септември годинава во однос на истиот месец минатата година изнесува 100,3, објави Државниот завод за статистика. Гледано по сектори, индустриското производство во секторот рударство и вадење на камен во септември 2017 во однос на септември минатата година бележи опаѓање од 2,6%. Во секторот преработувачка индустрија бележи пораст од 0,4%, а во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација пораст од 0,1%, говорат податоците на статистика. Зголемувањето во секторот преработувачка индустрија е резултат пред се на зголеменото производство во следните оддели: производство на тутунски производи, производство на текстил, производство на други неметални минерални производи, производство на електрична опрема и производство на машини и уреди, не споменати на друго место. Според главните индустријски групи, производството во септември 2017 во однос на септември 2016 бележи пораст кај енергија за 3,6% и капитални производи за 8,1%, додека опаѓање бележи кај интермедијарни производи, освен енергија, за 2,1%. Трајни производи за широка потрошувачка за 0,1% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 3,2%.
Индексот на индустриското производство во периодот јануари-септември 2017 во однос на истиот период лани изнесува 99,9. Територијалната противпожарна единица Велес со препораки до граѓаните да ги подготват своите домови за зимскиот период. Командирот Лепидовски вели дека станарите во висококатниците особено треба да внимаваат на оџаците кои се за вентилација. Територијалната противпожарна единица од Велес со апел до граѓаните да ги подготват своите живеалишта за зимскиот период. Подготвителните активности велат дека досега требало да завршат, но временските услови сепак дозволуваат се уште безбедна интервенција. Сега е побитно на висококатниците, додека е времето топло и вака приступачно, за да може да се качи на крововите, пошто знаеме ако заврни, ако има невреме, не ќе може да се качи, пошто ќе има лизгање на самиот кров и никој не би се нафатил да ги чистат оџаци, затоа да го искористиме убавото време, додека трае, да си ја завршиме, да завршат онаа работа кој некој не ја завршиле и сето тоа да бидеме спремни за овој зимен период, што значи дека превентивата и нас ќе ни обезбедат услови за побрзо и ефикасно да интервенираме, односно ќе нема пожари, се да оди на едукација и превентива. Лепидовски вели дека станарите во висококатниците особено треба да внимаваат на оџаците кои се за вентилација. Дури и препорака на граѓаните дека не треба оној дел што е за вентилација да го користат ко оџак. Значи овде тоа што имаме аспиратори за откојните, мрснотијата, самата мрснотија со искрите од самите оџаци ако остаат греното тело ќе дојде до запалување и така се предизвикуваат пожарите, дали намерно или ненамерно, подобро да се потрудат да си ги чистат оџаците. Од територијалната противпожарна единица исто така апелираат граѓаните да бидат предпазливи при употреба на плинските уреди во своите домови, односно да не користат боци кои не се сервисирани и да прават редовна проверка. Успешно завршена крводарителската акција на мотоклуб Носачи на крстот Велес. 9 година поред по повод 9 ноември мотоклубот ја организира оваа акција. Годинава собрани 120 крвни единици. Организаторите задоволни од успешната реализација, а од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје се задоволни од одзивот на велешани и собраните крвни единици. 120 крвни единици беа собрани на крводарителската акција, која се одржа во ликовниот салон по повод денот на општина Велес 9 ноември, а во организација на мотоклубот Носачи на крстот, општина Велес и општинската организација на Црвен крст Велес. Од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје задоволни од одзивот на велешани. Град, да кажам, кој што традиционално е меѓу најдобрите во Македонија, заедно со Виница, години назад, дури давнешните 80 и некоја година беше и на југословенско ниво прогласен за најдобар град во поранешната Југославија, така што Велес има една огромна традиција за дарување на крв и мене ми е многу драго што имаме и нови дарители и млади дарители. Доктор Благоевска истакна дека на оваа акција има 6 лица кои за прв пат дарувале крв, како и случаи на семејно дарување. Крводарителите со задоволство ја даруваат течноста што живот значи. За прв пат ли дарувате крв? Не. 12 пат до сега. Какво е чувството да се дарува крв и кога знаете дека со тоа ќе помогнете на некого? Преубаво. Значи јас сум задоволна од самата себе си, што би можела да помогнам на друг некој. 32 пат. Одлично, јас би им препорачал на сите да дадат. Мало хумано дело што многу значи за некој друг. Освен одбележувањето на денот на општина Велес, со крводарителската акција се прославува и 10 години од формирањето на мотоклубот Носачи на крстот. Град Велес е познат по хуманоста, овде се докажа и моторџиите и мотоклубот, така да одзивот е секоја година се поголем и ги обараме рекордите. Освен велешани, во крводарителската акција, која годинава се организира по 9 пат од страна на мотоклубот Носачи на крстот, учествуваа и моторџии од други градови од земјава. По 4 години реновирање, уредување и обновување, денеска беше преосветен храмот Свети Атанасија во Неготино.
Чинот на преосветување го изврши митрополитот Повардарски господин Агатангел заедно со неколкумина свештеници и архиерейски намесници од Повардарската епархија. На денешниот чин присуствуваше и новоизбраниот градоначалник Тони Делков и голем број на верници од овој град. Со молитва за граѓаните на Неготино, Тиквешкиот регион и целата држава денеска се освети црквата Атанаси во оваа општина. Во присуство на митрополитот Повардарски господин Агатангел, свештеници и архиерейски намесници од Повардарската епархија, со новоизбраниот градоначалник Тони Делков, неговото високо преосвештенство господин Агатангел денеска го преосвети верскиот храм кој 4 години се реновираше, уредуваше и обновуваше. Денес на 5 ноември, денот кога го прославуваме светиот апостол Јаков, по Божјо допуштение се собравме во градот Неготино со членови на Светиот архиерейски синод на нашата Света Македонска православна црква да извршиме преосветување на црквата посветена на големиот светител, учител, столб и тврдина на православието, светиот Атанаси Велики. Исполнети со духовна радост за обновувањето на оваа црква се граѓаните на Неготино. Градот заслужува да има еден ваков храм, смета Агатангел, бидејќи граѓаните се големи верници и го заслужуваат ова. Благодата, вистината и правдата Божја е во срцата на жителите и таа се пренесува на секаде и меѓу секого, бидејќи секоја духовна култура произлегува од ова наше парче македонска земја, посочи Агатангел. На денешниот свечен чин присуствуваа голем број на верници граѓани од овој град. Втора година поред, Советот на млади на општина Велес организира полумаратонска и рекреативна трка во чест на Денот на општина Велес 9 ноември. Нашите колеги Валентина Михаловска и Милорад Каначкови го следеа маратонот. Еве кои се учествува и кои се победниците. Кока Неновски е победникот на полумаратонската трка на 20 километри, која се одржа во градскиот парк во Велес, а во организација на Советот на млади при општина Велес. Втор стигна Ненад Живковиќ, а на третото место Марко Ивановски. Кај жените прва беше Тања Велјановска Савеска, втора стигна Катерина Павловиќ, а трета Катерина Шиповиќ. Во рекреативната трка на 5 километри, кај мажите прв беше Илија Миленковиќ, втор Димитар Петровски, а трет Кристијан Китанов. Кај жените првото место го освои Марта Бојаджиева, втора беше Ивана Кипријановска, а трета Александра Георгиевска. По втор пат се организира ваков маратон, а истиот е во рамки на одбележувањето на Денот на општина Велес 9 ноември. Право на учество имаа сите граѓани, изјави председателот на Совет на млади Филип Спирковски. Оваа година полумаратонот има пријавено околу 300 надпреварувачи, од кои учество имаат земено од најголем број од Македонија, Србија, Грција, Велика Британија, имаме надпреварувачи од Америка. Така да оваа трка од надпреварувачки карактер во чест на ослободувањето на градот Велес 9 ноември. Со ова започне официјално програмата на одбележување на празникот. Организаторите задоволни од одзивот се надеваат дека следната година ќе се трча низ улиците на градот. За наше големо задоволство, втора година традицијата поред ќе продолжува. Велес е 6 ноември, празник на спортот, кој што може да видите. Преполн е градскиот парк, значи на наша среќа имаме преку 120 пријавени тука присутни на полумаратонската трка, која што е главна трка, и некаде очекуваме истата бројка на 5 километарската рекреативна трка, која што ја правиме чисто заради тие што не се спремни да стрчаат полумаратон. Со полумаратонската трка започнува чествувањето на Денот на ослободувањето на Велес. Големиот број учесници за нас представува уште поголема обврска идната година да направиме да биде уште подобра, истакна градоначалникот Аце Коцевски. Законска обврска на општините да го поддржуваат прво масовниот спорт. Ова е таков убав пример и тоа ќе го правиме со задоволство, да го поддржува училишниот спорт, а за врвните спортови колку што има пари, толку и ќе се дава поддршка затоа што има и други приоритетни работи што треба да се направат во општина Велес.
Награди беа доделени и за најмладиот и најстариот учесник. На полумаратонската трка учествуваше и актуелниот министер за финансии Драган Тевдовски. Тој е поранешен фудбалер на Вардар. Според соопштението објавено на сајтот на Управниот суд, до крајот на денешниот ден треба да соопшти какви пресуди донел за досега разгледаните 10 тужби од политичките партии против кого тие поднесоа пријави од Државната изборна комисија, кои ги разгледуваше предходно. Од вкупно 16 примени тужби, судот во текот на вчерашниот ден разгледа 10, а за денеска остана уште 6. Партиите незадоволни од неприфаќањето на нивните преговори во Државната изборна комисија поднесоа тужби. И тоа Алијанса за албанците 11, БЕСА 4 и НДМ 1 тужба, односно вкупно 16. Според соопштението подпишано од претседателот на Управниот суд Бурим Сейдини, денеска до крајот на денот треба да се донесе одлука за сите 16. Продолжуваме со вести од Македонија. Поради неуспехот на Европската Унија да се ангажира и да инвестира во регионот, ЕУ ја остава отворена вратата за кинеско и руско стратешко загрозување на Балканот, изјави претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во интервју за британскиот весник Телеграф. Според Иванов, ЕУ е заглавена во начинот на размислување од 20 век и ситните внатрешни расправи и оневозможиле да ги види предизвиците на овој век како масовната миграција и реваншизмот на Русија. До неодамна не видовме руска инвестиција во Македонија, но Европа се повлекува или не ги одржува своите ветувања дека Балканот ќе стане дел од Европската Унија. Тоа е како повик на ЕУ другите да дојдат и да го пополнат тој простор, предупредува Иванов. Се одржа најавениот протест на плоштадот Скендербег во Скопје против пресудите за обвинетите за случајот диво населје. Учесниците на протестите од плоштадот Скендербег, иако се очекуваше да се упатат кон Собранието на Република Македонија, сепак протестираа пред Основниот суд. Организаторите на протестот бараат меѓународна истрага и преглед на случајот, кој според нив е и неправда на албанците во Македонија. Освен осудените лица во случајот на диво населје, бараат слобода и за другите осуденици во случаите Монструм, Бродец и други. На протестот имаше големо присуство на полицијата, додека МВР денеска објави дека поради протестот централното подрачје на градот ќе биде затворен. Кривичниот суд на обвинетите за настаните во диво населје во Куманово мај 2015 година, во кој животот го загубија 8 припадници на македонските безбедносни сили, им пресуди 8 доживотни затворски казни, 13 ги осуди со по 40 години, 6 со по 20 години, 1 18 години, 2 со 14, 2 со 13 и 2 со по 12 години и 4 пресуди за ослободување. Дваесет и три мртви женски тела биле пронајдени на брегот на југот на Италија. Се претпоставува дека се бегалци од Либија или Нигерија, чиј брод потонал. Властите од Италија отворија истрага за да се дознае дали жените биле бегалки или станува збор за трговија со луѓе за проституција. Ова е редок случај на бродолом во кој загинале само жени, се вели во соопштението на локалната полиција. Телата ги пронашол екипаж на шпански брод кој што ги донел до најблискиот брег. Во шпанскиот брод имало уште 375 мигранти, меѓу кои 116 жени, од кои 9 биле бремени. Се претпоставува дека во бродот на загинатите жени имало и мажи кои успеале да се спасат, па полицијата врши потрага и по нив. Продолжуваме со вести од светот. Со полесни повреди се здобил американскиот републикански сенатор Ренд Пол, откако бил нападнат пред неговата куќа во Кентаки, соопшти локалната полиција. Во полициското соопштение се наведува дека сенаторот бил нападнат од 59-годишниот Рене Бушер, кој е уапсен. Според полицијата, Пол никогаш претходно не го сретнал Бушер. Мотивите за нападот засега не се познати, а истрагата за случајот ја спроведува Федералното истражно биро. Пол беше еден од претендентите за републикански председателски кандидат за ланските избори во Соединетите Американски држави, но се повлече од трката по слабите резултати на првите неколку прелиминарни гласања на републиканците.
Сменетиот каталонски лидер Карлес Пучдемон и четворица поранешни министри денеска се пределе на белгиската полиција, јавува шпанскиот весник Паис. Белгиското државно обвинителство најавило дека ќе се изјасни во врска со европскиот налог за апсење на сменетиот председател на каталонската влада и неговите поранешни министри. Пучдемон вчера изјави дека е подготвен да соработува со белгиските власти. Тој тоа го напишал на својот Твитер профил. Подготвени сме на целосна соработка со белгиското правосудство, откако е издаден европски налог за апсење од страна на Шпанија, напишал Пучдемон. Според европскиот налог за апсење, би можело да поминат и 3 месеци пред каталонскиот лидер и 4 членови на сменетата регионална влада да се вратат во Шпанија, соопштиле претходно белгиските власти. Десетина принцови и поранешни министри, но и четворица актуелни членови на владата се уапсени во голема акција против корупцијата во Саудиска Арабија. Меѓу уапсените бил и саудискиот милиардер принцот Ал-Валид бин Талал. Вработените од King Holding компанијата со која председава принцот Ал-Валид бин Талал потврдиле за агенцијата АП дека принцот бил уапсен во текот на ноќта. Тој е еден од најбогатите луѓе на Блискиот Исток и инвестирал во компании како што се Twitter, Apple, Citigroup и други. Во Саудиска Арабија е познат по тоа што се залага за поголеми права на жените. Владата на Саудиска Арабија засега само соопшти дека истрагата против корупцијата е во тек, додека државните медиуми јавуваат дека се уапсени 11 принцови и 38 поранешни министри, пратеници и бизнисмени. Како што пренесе Ал Арабија, овој потек треба да придонесе за зачувување на инвестициската клима во земјата. Денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди проследени со слаб до умерен северен ветер. Температурата се движеше од 7 до 17 степени. Во понеделник сончево со мала до умерена облачност и со услови за појава на утринска магла по одделни котлини. Веќе во вторник и среда ќе има повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. Метеоинформациите беа последни во информативното издание. Јас ви благодарам што и вечерва останавте заедно со нас. Пријатно!